Во светската премиера на Кајмак, најновото филмско достигнување на големиот Милчо Манџевски и трите распродадени проекции на Токискиот фестивал, македонската публика имаше можност на 16 ноември да го проследи филмот во големата сала во Македонска филхармонија. Салата на филхармонија беше претесна за сите љубители на филмската уметност, а се појавија голем број на личности од јавниот и шоу-бизнис во Македонија. Веќе од следниот ден, четврток, 17 ноември, Кајмак почна истовремено да се прикажува во речиси 30 градови низ целата земја. Кајмак ќе игра во цела Македонија. Направивме напор филмот да го донесеме во секое кино, каде има техничка можност за прикажување, вели продуцентот Јане Ќортошев. Од Скопје до Гевгелија, од Тетово Гостивар до Штип, Радовиш, Богданци, Свети Николе, Македонска Каменица, Прилеп, значи буквално во цела Македонија. И мислам дека тоа е единственото нешто што треба да се прави, нели, за филмот, особено за македонски филм. Искуството во Токио беше фузија на ултрамодерно и традиционално. Црвениот килим беше посебно искуство. Зборуваме за култура на ред и хармонија. Филмот им се допадна многу на јапонците, а и на нас. Импресиите од разговорите со публиката беа дека филмот ги насмеал, ги расплакал и ги замислил. Интересно беше дека не следеа по проекцијата, не само на фестивалот, туку и на улица за да земат автограми од нас, велат актерките Сара Климовска и Јана Стојановска. Она што е интересно е во јапонската култура што они не си дозволуваат некои големи реакции за време на гледање на филм, било каков филм. Меѓутоа, беше драгоцено тоа што многу често ќе слушнав некое кратко смеење од сите страни на киното и тоа беше драгоцено за мене. Исто така беше драгоцено што кога имавме Q&A, целата јапонска, публиката остана на седиштата и сите има супер прашања. Така што јас си поминав супер. Прво, дењето во Токио беше феноменално искуство. Црвениот тепих сам по себе беше многу добар и возбудлив. И си изгуби во Токио. За некој каже. Филмот по се изгледа им се допадна на јапанците многу, а и на нас, и ние го гледавме прв пат со Сара. Колку што се смеја суптилно они, толку се смеевме и ние. Класно. Ана, вас ви се допадна филмот? Се гледавте само себе или ја гледавте пошироката слика? Можам да кажам, сега да не откривам пред време, бевме многу... Како да... Ајде, бевме многу присутни со нашето смеење во таа сала. Така што да, дефинитивно многу ни се допадна филмот. Да. И тоа. Во принцип, верувам, како не, но толку им се допадна филмот на луѓето што по премиерата, бидејќи беше забрането заради пандемијата и слично, беше забрането да се сликаат или да се подпишуваме, не следеа дури цел еден кварт подоле од театарот да може да се сликаат со нас и со господинот Милчо Манџевски. Океј. Симона, Данче можеби од сите 6 главни ликови има најголем развој на ликот, од жена жртва до слободна жена. Што научи ти од Данче? Научив да правам бурек, меѓу другото. Се зизам, научив дека ми го потврди тоа дека ние сме жртви на собствените убедувања. И дека кога ќе се ослободиме од тие убедувања, може да живееме среќно, може да се прифатиме самите себе, онакви какви што сме, за да бидеме среќни. Филип, го играш ликот на Методи, сопругот на Ева, поточно Камка ти е директна партнерка во филмот. Според тебе лично видување, дали е Методи добар или лош човек? Методи е човек што навистина се грижи за тие што ги сака. Навистина се грижи за луѓето околу себе. И
секој негов избор и секоја негова постапка е тргната од тоа да е со многу љубов спрема другите. Така да не мислам дека може Методи да е лош човек. Камка, играш Ева, богата и успешна жена, веројатно сон на секоја млада девојка во современо време кое што го живееме, но сепак дали сметаш дека Ева е среќна жена? Мислам дека сите ние сме робови на некакви одредени околности, па така и Ева веројатно во својата болна амбиција го губи, искача од својата оска и го губи својот правец. Сега што е среќата, тоа е на толку обемна тема на која можеме да разговараме надолго и на широко. Но ако знаеме дека среќата е некаков внатрешен мир, тогаш Ева може би и би можела да биде среќна, само таа едноставно нема време за тоа. И тука е незиниот конфликт. Сара ја игра доста. Сара, на кратко, мислам, без да откриваме детали, ќе го видат колегите филмот утре вечер. Што се случило задутре? Што се случило со Доста? Зошто е таа на дното од општеството? Затоа што никогаш во животот немала можност да покаже своја волја и своја желба, своја пасија. Секогаш некако ја тргнале на страна и си прифатила дека просто таков е животот за неа, дека другите ќе одлучуваат за неа. И во првиот момент кога сваќа дека може да ги има работите во своји раце, односно може да одлучува, си го користи тоа до максимално, односно. Викич, Карамба е многу сочно напишан лик. Како го градеше? Верувам дека пред се во соработка со режисерот, но дали може би користеше некакви искуства од луѓе кои ги познаваш во твојот секојдневен живот, па крадеше некакви карактерни особини од нив? Секако, значи, као што каже, Карамба е прекрасно напишан лик. Голем предизвик беше за мене да го играм, ама од друга страна ми беше и доста лесно да го изиграм, затоа што стварно беше доста добро и сочно напишан. Со Милчо уште на пробите кликнавме некако заедно, се надополнувавме и го градевме за цело време, и на пробите и на снимањето, така да мислам дека добро беше. Инаку Карамба постои, мислам, кога ќе кажам постои, не мислам на конкретен човек, ама мислам дека многу луѓе ќе се препознаат во неговиот лик, така да укради малце од тој и склопи еден лик. Кајмак е црна комедија или среќна трагедија за две семејства кои се пристојни на почетокот, а среќни на крајот. Филмот е безмилосна критика на лицемерието на малограѓанштината, вели Манчевски. Милчо, дали филмот ја кани можеби публиката да го види светот со инакви очи? Па, мислам, секое добро уметничко дело ја кани публиката да го гледа светот барем на кратко со други очи, со поинакви очи. Така и Кајмак ја кани публиката не само да го види светот со поинакви очи, туку да не суди. Наместо да суди, да сочувствува со ликовите, иако сите тие се во исто време и жртви и душмани. А кој решава што е добро, а што е нормално? Дали може би општеството, политичката партија, религијата, поединецот или, како ти што сакаш да кажеш, прогресивниот запад или примитивниот исток? Тие се во наводници. Па поединецот е постојано во диалог со општеството и уметноста често тоа го отсликува, иако сметам дека не е главна цел на било која уметност само да во наводници отсликува или како ти нас не представуваш, туку да гради свој свет. И тој диалог на поединецот со општеството некојаш е пријатен, некојаш е антагонистички, ама најважно е да се воспостави некаква рамнотежа во која на крајот на приказката пак личната слобода ќе биде најважна. И сега кога ја спомена личната слобода, сакам да ги прашам 4 актерки, која сака поред, колку вас лично и
и што значи за вас слобода? Кога велам слобода, мислам на слобода на една жена. Симона, може би... Слобода е да сакам. Кого сакам? Кого сакам и како сакам. Тоа е слобода, да можам да се изразам себе си онаква каква што сум, да не морам да ставам, да не морам да се кријам зад ништо и да сакам, и да сочувствувам, и да разбирам, и да ме разбираат, се разбирам. Ана, колку сексуалната слобода тебе ти значи? Како ти, твое лично видување би ја дефинирала? Што значи за тебе? Па, сексуалната слобода е човечко право, што подразбира да се дефинираш, истражиш, односно подразбира да можеш да истражиш, да дефинираш, без страф од некаква репресија и насилство. А важно е, бидејќи во човековото спознавање, важно е да можеш да си ги видиш сите желби и потреби, исто и сексуалните. Супер. Камка? Ова е како за среќата, може да биде многу работи, но покрај другите работи, јас веројатно би ја цитирала Дженис Джоплин, дека слободата е слобода е кога повеќе немаш што да изгубиш. Сара, кој е твоето мислење околу сексуалната слобода? Сексуална мора да биде. А за сексуалната ли правиме мора? Камка се извади за слобода, за сексуалната, да. Ништо, дека во суштина мораш да си дојдеш сам до тоа и да ја имаш чувство дека, односно да го имаш чувството дека ја имаш таа слобода за да можеш да дојдеш до неа, дека ја поседуваш, дека е твоја и дека е твоја одлука. Тоа е. Јас само да кажам дека како Ева немав проблеми со сексуалната слобода, имав со оваа другата, за која што одговори. Исто така, да. Карамба, Микич, сметаш дека карамба е мажиште, така, балканско мажиште? И дали е тоа добро или лошо според тебе? Карамба себе се гледа како мажиште, а дали е мажиште, ќе каже публиката. Мислам, гради он еден таков поглед на себе дека е мажиште, дека ги има сите атрибути што би требало да ги има еден маж вистински, а дали е тоа, ќе видиме. Пред се е скромен човек. Што го прави среќен Карамба? Карамба е многу скромен, пред се добар човек по душа и многу малку му треба да биде среќен. Не знам дали ќе ми се љутиш, ама ќе си ја кажам мојата синтагма, значи на Карамба не му треба многу да биде среќен, малку кајмак, малку ракиичка и 2 жени. Кајмак по сценарио на Манчевски е европска копродукција, поддржана од Агенцијата за филм на Македонија, како и од филмските фондови на Данска, Холандија, Хрватска и Бугарија и од Паневропскиот фонд Еуримаш. Македонскиот продуцент е Банана Филм, продуцира Јане Ќортошев, а копродуцент е Македонската радиотелевизија. По сценарио и режија на Милчо Манчевски во филмот играат Сара Климовска, Камка Тоциновски, Александар Микиќ, Симона Спировска, Ана Стојановска, Филип Трајковиќ, Петар Мирчевски, Сашка Димитровска, Лазе Манасковски, Јасмина Василева, Дејан Лилиќ, Елена Кузманов, Крсте Роджевски, Радка Радмановиќ, Ана Димитрова, Никола Ристески, Ангела Димитрова, Сонја Михајлова, Александра Пешевска, Ѓорѓи Јолевски, Сара Станиќ и други.